Во текот на минатата недела македонските пратеници ги изгласаа измените на неколку постоечки закони, како што се Законот за прекршоци, за парнична постапка и Законот за општа управна постапка. Бидејќи Законот за прекршоци предизвика најголемо одобрување од бизнис заедницата, измените во овој закон беа тема на синокешната средба на пратениците од Штип Никола Мицевски и Трајче Димков со сопствениците на мали и средни предпријатија. Најинтересен од сите овие закони е Законот за прекршоци, кој што поведува едно нивелирање на санкциите, намалувањето на самите санкции за едно минимум од 1 до 7 пати, значи намалување, што значи ќе имаме нивелирање на санкциите по одредени критериуми. Ова е една од значи предизборните ветувања на ВМРО ДПМН. Морам да појаснам за гледачите дека Истото беше потегнато уште минатата година, веднаш по завршување на изборите, меѓутоа поради тоа што се бараше двотретинско мнозинство, законот чекаше да се создадат услови за да собранието може двотретински да ги донесе овие закони, имајќи во предвид дека опозицијата веќе не е во парламентот. Синокешната средба беше одржана со цел да се слушне мислењето на собствениците на мали и средни предпријатија. Идејата наша всушност е да го презентираме, да го кажеме, меѓутоа да ги слушнеме уште еднаш какви се очекувањето од овој закон и доколку има потреба да коригираме уште нешто, бидејќи на тој начин работиме. Вие знаете, ние дека секојдневно се среќаваме со граѓаните и ќе се потрудиме и овој пат да ги слушнеме. Верувам дека ќе имат некои забелешки кои ќе пренесеме во централата со надеж дека ќе се подобрат овие услови за развој на стопанството во Штип и во Македонија. Со оглед на тоа дека има измени и во останатите закони, фирмите ќе работат послободно и без притисок. Знаете дека данъчното ослободување, пензиското ослободување, новите вработувања, значи начинот на вработување кај што се ослободуваат одредени целни групи и други сет на можности за формирање регистрација на фирми ги го леснуваат можноста на стопанствениците за подобар нивни развој. Изедначеноста на високите казни како за големите, така и за малите фирми беше причина за стопанствениците на малите предпријатија да реагираат до владата, користејќи ги соодветните институции како Стопанската комора и Економскиот совет. Владата уште еднаш докажа дека има слух за посебно за малите и средни предпријатија, за малиот бизнис и практично ги има драстично намалено казните и до 90% има намалување на казните согласно големината на фирмата. Сега слушаме од претенциите дека фирми кои се до 9 вработени само максимум може да имат 5 до 10% висина на казната од досегашните пропишени, што да кажеме е големо олеснување за да има кондиција, да имаме повеќе запуштување, поголем профит и да бидеме по-конкурентни на пазарот. Измените во Законот за прекршоци значително ќе ја промени бизнис климата во државата, додаваат од приватниот сектор. Законот има позитивно влијание поготово за фирми како што е мојата, со помалку вработени, со помал приход, бидејќи казните беа незамисливо израмнети со фирми со 300 вработени, со фирми со 10 луѓе вработени. Една казна, да речеме, од 11.000 евра беше и за мојата фирма со 5 вработени и за фирма од 300 вработени. Притисокот стана беше голем со застрашувачки енормно високи казни, ние фактички работевме под притисок. Трите критериуми според кои ќе се нивелира санкционирањето на малите и средни предпријатија се вкупниот приход остварен во претходната фискална година, просечниот број на вработени на крајот на претходниот месец во однос на месецот во кој е сторен прекршокот и претходното поведение на сторителот.